Благодарам, председателе. Почитувам председател на Комисијата за спречување од дискриминација, почитувани колеги пратеници и ценети гости. Денес го разгледуваме годишниот извештај за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за 2024 година. Бев присутна на презентацијата во Лимак и внимателно го ја следев целата презентација која на извештајот, која беше навистина обемна и исцрпна. Извештајот е обемен и ја отсликува всушност работата на Комисијата за претходната година. Оваа комисија е основана со донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, донесен во месец октомври 2020 година. Како пратеник бев присутна во тој период и можам да кажам дека овој закон во тој период беше изгласан со консензус од сите политички партии. Тоа значи дека сите пратеници и представници на политичките партии се против постоење на дискриминација во ова наше општество. Затоа и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со самото нејзино формирање има пред се превентивна, заштита и советодавна функција. Односно, се грижи за заштита и превенција на човековите права и недискриминација, промовира принцип на еднаквост, соработува со институциите и дава мислења и препораки за унапредување на законската рамка. Оваа комисија всушност работи на принципот правото на еднаквост не смее да биде привилегија. Тоа е основно човеково право кон кое треба да се стремиме сите ние присутни тука и сите ние во нашето општество. Клучни бројки и информации кои се издвојуваат во извештајот за 2024 година се 485 случаи на дискриминација, од кои 407 нови, а 78 пренесени од 2023 година. 405 случаи поднесени од граѓани и организации, а само 2 по службена должност. Најмногу пријави поднесени се по национална, односно етничка припадност, потоа следат општествен статус, членување во синдикат, политичко уверување, образование, пол и родов идентитет. Жените пријавувале повеќе дискриминација врз основа на пол, возраст и брачен статус, а мажите врз основа на сексуална ориентација, боја на кожата и државјанство. Најмногу случаи на пријавување има во областа исто така на работните односи, потоа следуваат синдикати, образование, медиуми. Во однос на одлучувањето и постапките, во извештајот во 2024 година стои дека се донесени 316 одлуки. Односно, во 48% од представките дадени се мислења за спроведени постапки, а во 52% се отфрлени представките. Ова покажува дека поголем број од доставените представки до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација се неосновани. Тоа се потврдува и од уште еден факт од извештајот, каде што се наведува дека во 56 случаи е утврдена дискриминација, а во дури 96 случаи нема утврдено. Треба да се истакне дека заради непостапување по препораките на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, истата поднела 10 прекршочни барања до надлежен суд против утврдени дискриминатори, од кои 2 завршиле со обвинителни пресуди. Исто така во извештајот важно е да се каже дека превентивната работа на Комисијата ја спроведува и по преку давање своји препораки, мислења за закони во образованието, барање за подобрување на инклузија во училиштата, предупредува за нецелосни законски решенија за ромите и децата со попреченост, а тоа значи дека има можност да влијае на подобрување на одредени законски решенија токму овде во собранието. На крај може да заклучам дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во својот годишен извештај дава јасна слика за своите надлежности и сликовито преку бројни статистички податоци ја пренесува својата работа до нас пратениците и до целата јавност. Сметам дека треба да продолжи со својата работа и објективно и понатаму да донесува одлуки по доставените представки до нив. Благодарам.